Поштувани гледачи, во рамките на денешната попладневна програма повторно се наоѓаме во новоотворената клиника Аџибадем Систина во Битола и денеска ќе разговараме со докторката Александра Михајловска, која е специјалист педијатар и нешто повеќе ќе ни каже за честите респираторни заболувања кај децата, кои што можеби представуваат и најголем проблем и за децата, но и за родителите. Доктор, ќе ви благодарам што се озвавте да бидете дел од нашата попладневна програма. Ви благодарам за поканата и можноста за промоција на нашата поликлиника, која е дел од клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје, во која работиме тим од 16 педијатри, кои се грижат за здравието на децата. Во врска сега со денешното прашање околу респираторните инфекции, најчести респираторни инфекции, предизвикувачи на респираторни инфекции во детска возраст се вирусите, во 90%, од кои вируси, тоа најчесто се риновирусите, потоа респираторниот синцицијален вирус, кој што предизвикува бронхиолит кај доенчиња, поточно деца до 1 година, аденовирозите, параинфлуенца и инфлуенца вирусот. Најважно што треба да се каже дека вирусните инфекции, односно најчесто подложни на вирусни инфекции се предшколски деца, деца до 3 годишна возраст и деца кои што имаат колективен начин на живот. Така, градинки, училишта. Така. Значи тоа значи колективен начин на живот. Инфекцијата се пренесува, ширењето е по директен капков пат и ширењето е по директен капков пат на едно што треба исто тука да се напомене дека терапијата на овие вирусни инфекции е исклучиво симптоматска. Тоа значи дека треба да се делува на симптомите на болеста, кои можат да бидат од локални, тоа е од гребење на грлото, кивање, водена бистра секреција од носот, до општи симптоми кои опфаќаат покачена телесна температура, општа малаксалост кај детето, кај помалите одбиваат да цицаат доенчињата, значи сето тоа треба на нив да делуваме. Поточно со симптоматска терапија, никако со антибиотска терапија. Симптоматската терапија опфаќа антипиретик, или тоа е сируп за температура од парацетамолски тип или ибупрофенски тип и секогаш едно треба да се каже дека се дава на температура над 38,5. Затоа што температурата е начин на одбрана на организмот према дадениот инфект. Покрај антипиретикот треба да се воведат течности, потоа треба да се воведат електролити, доста овош и зеленчук. Нашиот пазар е многу богат со овош и зеленчук. По секое време. По секое време. Витамин С, пробиотик треба да се има и доколку се чести повторувачки и респираторни инфекции, се воведува и имуномодулатор. Иначе, респираторните инфекции можат да бидат горно респираторни инфекции и долно респираторни инфекции. Тоа значи, горно респираторни инфекции се ринити, тоа е затнување или течење на носот, воспаление на средново, тоа се отити, потоа имаме фарингити, тонзилити, воспаление на гласни жици, ларингити и долно респираторните инфекции, како што кажав претходно, бронхиолит кај доенчиња до 1 година, бронхитис и воспаление на белите дробови или бронхопневмонија. Докторке, да ме прашам, оваа зима беше една по-специфична, по-карактеристична во однос на грипозни заболувања. Воглавно ете и во разговорите кои што ги имавме во Центарот за јавно здравје со нивниот раководител и според нивните податоци каде што се испраќаат од сите матични лекари, особено детски податоци за заболени и така натаму, преовладуваше вирусното заболување, не толку бактериското. Okay. И често пати, она што вие самите го кажавте, родителите сакајки да го заштитат детето, многу поинаку гледаат за разлика од лекарот.
се паничат кога детето има температура, дури дел од родителите и сами инсистираат на антибиотик. Кои се превенциите и начините на родителите, пред се на родителите, бидејќи се децата мали и не знаат, да им се каже дека веднаш не се подсегнува по антибиотик и како самите малку да речем на некој начин да се опуштат дека не треба веднаш да се делува поинаку. Значи, за да можеме ние да дадеме антибиотик, мора да имаме доказ. Предходно, да ви објаснам на вашето прашање, па потоа ќе се надоврзиме на антибиотикот. Родителите, кога едно дете ќе крени температура, до 38,5, како што кажат, треба само да се даваат течности, да се лади, не треба да се дава антипиретик. Често и се дава. Често се дава, да дури на 37,5, на 37,6. Имаме состојби во педиатријата, кога треба и на 37,5. Значи, тоа се посебни состојби кои ние ги даваме педиатрите како индикација, за кои треба родителите тогаш да дадат антипиретик, поточно сироп за температура. Иначе, ви кажав, основно е симптоматската терапија. До 3 дена, до 72 часа, треба да се лади, да се тушира, да се дават достатечности, овошје, зеленчук и антипиретик. За да треба да се посегне по еден антибиотик, треба да се направи преглед нормално педиатриски, потоа треба да се направи една крвна слика, дури после 72 часа од првото кревање на температура кај детето, и доколку треба да се даде антибиотик, тоа е само ако се изолира бактерија. Затоа јас на почетокот ви кажав дека 90% од респираторните инфекции во детска возраст се вирусни. Останатите отпаѓаат на другите причинители. Ако изолираме бактерија во грло, значи има разлика меѓу бактерија во нос и бактерија во грло. Бактерија во грло, изолирана, и која нас, педиатрите, посебно не загрижува, тоа е стрептококот. И тоа бета-хемолитичниот стрептокок. Тој треба да се лекува со антибиотик. Затоа што изолиран бета-хемолитичен стрептокок во брисот грло, доколку не го лекуваме со антибиотик, последиците и компликациите на истиот се доста лоши, можам да кажам. Предизвикува заболување кое се вика ревматска треска кај децата, значи, и предизвикува оштетување на бубрезите кое се вика пиелонефрит. Затоа веднаш се третира со антибиотик по изолиран брис од грло на стрептокок бета-хемолитичен, пеницилин, во трајање од 10 дена. Истовремено, значи, повторно даваме симптоматска терапија, повторно електролити, пробиотик обавезно, значи, во текот на антибиотскиот третман, и доколку треба да се дава профилакса, исто со пеницилин, таа е малце подолга. Тоа е, значи, основното за кое нас не загрижува, за брисот грло. Значи, за изолирана бактерија во брисот грло. А исто претходно ви напоменав за изолирана бактерија во брисот нос. Изолираните бактерии во брисот нос најчесто се Staphylococcus aureus, родителите многу често се среќаваат со тие брисеви, ги прават во рутинска контрола за градинка кај децата, Moraxilla catarrhalis. Тие бактерии во брисот нос се, ние ги викаме во медицината стручно, сапрофитни жители кои што се нормална флора на нормални жители во носот, на слузницата на носот, заедно со имунолошките клетки кои што се наоѓаат во истата слузница. Значи, повторно ќе кажам, не треба да се третираат со никаков антибиотик, ниту локален, тоа значи со капки антибиотски за во носот, ниту системски, да се прима антибиотик преку уста. Причината која ја кажувам, зошто? Затоа што може да бидат многу штетни антибиотиците. Прво, антибиотик примен преку уста не може да стигне до бактеријата, значи во носот, затоа што многу тешко, затоа што бактеријата се наоѓа на површината на слузницата од носот и тешко може да стигне антибиотикот. И затоа привремено е скриена бактеријата, која е нормален жител во носната слузница, и по повторен брис кај родителите ќе се појави. Повторно ќе се појави и таја и некоја друга која што ви кажа се нормални жители на носната слузница. И второ,
тој антибиотик може да доведе до алергиска реакција, кога при повторно примање на антибиотикот може да се направи бурна алергиска реакција кај детето. Имаме штета, немаме ќе. Нема така. Корист немаме. Единствено, морам да напоменам, значи, треба да се третираат со антибиотик и повторно во консултација со нас педиатрите, само доколку детето има симптоми. Симптомите се на покачена телесна температура над 39, фебрилност, кашлица, секрецијата од носот ќе биде зелено-жолт секретот. Али тоа е затоа што претходно има вирусна инфекција детето, тука е направена таа секреција и оваа бактерија која е сапрофитна прави еден зелен секрет кај детето. Дали тоа значи дека доколку детето покачи телесна температура, има значи одредена покачена, не треба веднаш првиот час, првите 2 часа да се трча кај педијатарот со 37 со 6 или сепак е препорачливо да се види и да се следи состојбата? Значи вака, кај едно здраво дете кое што боледува 3 до 5 или 6 настинки годината, тоа е нормално. Значи во педиатриската пракса, тоа е нормално. Кај такво дете нема потреба веднаш на температура од 37 со 6, како што кажавте, по 1 до 2 часа од температурата, веднаш да треба да се посети докторот. Треба да се посети педијатарот, тоа е точно. Во случаеви кога има исклучителни болести, за кои детето веднаш треба да се реагира, деца со чести респираторни инфекции, кои што се имаме деца со хронични значи инфекции, деца со бубрежни заболувања, со конвулзии, деца, тоа се напади кажани кај народот, тогаш треба веднаш да се реагира. Значи има моменти кога треба веднаш да се донеси детето на педијатар, а иначе во првите 2 часа кај дете кој што е здраво, а ние за среќа имаме многу здрави деца, значи не треба да се веднаш да се реагира бурно, веднаш да се дава сироп за температура, веднаш да се посетува, затоа што ви кажам, и крвната слика која се прави во првиот ден е нереална. Значи треба да се направи минимум после 36-48 часа. Како човек кој работи долго години со деца, како педијатар, значи вие веќе го имате тоа искуство, се чини дека повторно ќе кажам според официјални податоци од Центарот за јавно здравје, каде што климатичните детски лекари испраќаат податоци за тоа каков вид на заболување најчесто има кај децата, се чини дека респираторните болести се најчести при одредени грипови вируси заедно како, меѓутоа уште почеста е појавата на бронхитите. Зошто е тоа така? Често пати народски кажаме да не користиме, да речам, нестручна терминологија, меѓутоа луѓето често знаат да кажат дека тоа е и поради загадувањето и поради општата ситуација која што во Битола се случува, особено во зимскиот период. Дали има докажана научна поврзаност помеѓу загадениот воздух, значи дали сето тоа влијае врз големување на респираторните болести кај децата и дали на некој начин ете препораките сите ги знаеме кој колку може на свеж воздух, на чист воздух и така натаму, особено во зима, но какви се вашите искуства? Точно е тоа дека аерозагадувањето има влијание врз бронхитите во детска возраст. И точно е тоа за податоците од Центар за јавно здравје дека оваа зима беа доста зголемени респираторните инфекции, поточно бронхитите или бронхиолитите кај децата. Прво посебно значи за деца до 3 годишна возраст, каде што имаме незрел имунитет, бронхиалното стебло е помалце развиено, али е со помал промер во однос на возрастните. И трето, посебно, значи кај доенчиња до 1 година, каде што ви кажав претходно најчести е бронхиолитот, предизвикано респираторен синцизијален вирус, има влијание и загадувањето, затоа што дишната мускулатура е помалце во напор, има можност за помалце напор во однос на повозрастните. Тоа препораките би биле сепак повеќе на чист воздух, надвор од Да, градот. тоа го слушавме, значи дека точно препораките значи се чист воздух, надвор од градот, на планина.
Да ве прашам уште нешто, кога сме околу уште две всушност работи, го споменавте вие, ги споменавте тие бактерии во носот и на тоа ќе се надобрзам со две прашања. Често пати во колективните, значи, речеме места каде што се децата, градинки, училишта, има дечиња на кои носето им течи, родителите се плашат и токму тоа да се навратиме на претходното ваше, дали таа бактерија која што ќе се изолира во носот на децата е опасна, како може да се лекува, како се лекува, дали останатите родители треба да се плашат ако детето оди во градинка или на училиште. Значи вака, бактеријата во носот ви кажав никако не треба да се лекува со антибиотик, ниту локално, ниту преку уста, системски. Единствен начин е испирање на носот на детето со физиолошки раствор, аспирација кај децата, и тоа не повеќе од 2 пати дневно, затоа што се уништува слузницата и клетките на слузницата, кои што ги има во носната слузница, се доста богати. И кај поголемите деца, каде што може над 2 годишна возраст да се даваат препарати за отзаднување, тоа се викаат деконгестиви, значи капки. Ако продолжи, и родителите исто така треба да кажам, дека воопшто не треба да се плашат, треба сите да го пременуваат тој начин, и на тој начин децата ќе бидат заштитени. Единствено, компликациите се многу ретки и можат да одат во 2 правци. Едниот правец е, што е доста често во детска возраст кај децата, е инфекцијата од носот да се префрли на увото. Тоа е затоа што е кратка еустахиевата туба кај децата и често таа носна секреција, вирусна, повторно ќе повторам, знае да се префрли на увото и да настане едно воспаление на увото со јака болка, која е навистина доста јака болка. И вториот правец може да оди кај поголемите деца, предшколски па и школски деца, воспаление на синусите, а потоа се слева секретот по задниот зид на фарингс и предизвикува кашлица, која може да води во ларингити, ларинготрахети, или како што кажавме претходно во бронхити и на крајот во воспаление на градите, тоа е бронхопневмонија. Уште една дилема која често се јавува кај родителите, кога детето кашля. Најчесто родителот не знае точно да одреди дали таа кашлица е сува, влажна, прогресивна, дали детето значи треба да искашла, затоа што во некои други консултации со ваши колеги или при разговор еве и за самото лекување дури и на моите деца, бил одговорот дека кашлицата е еден вид на одбранбен систем кај детето не треба да се пресекува во корен и да се делува доколку тоа треба сепак да се искашла и да се испарли. Често родителите нормално под една или под друга сугестија може да се случи да земат одреден сируп за искашлување или против кашлица, тоа да не е соодветно. На кој начин тогаш треба да се реагира, дали по секој случај треба да се консултира педијатар, затоа што во денешно време во аптека се достапни секаков вид на такви сирупи за кашлица, против кашлица, искашлување и така натаму. Во секој случај, во таков случај, каде што имаме една долга, сува, продуктивна, не е важно каква е кашлицата, треба да се направи консултација со педијатар. Не треба родителите на своја рака да земаат препарати за подобрување на кашлица, како што мислат тие. Значи, затоа што кашлицата е рефлекс на даден причинител, кој што доаѓа во крвото. Се активира рефлексот да се испрли причинителот. Да се искашла. Ние педијатрите, кога имаме едно дете со тврдокорна, обструктивен бронхит, каде што е отежнато дишење, каде што имаме едно чујно, и родителите дури од врата се слуша, значи со еден визинг, тоа е едно сува, значи кашлица, или кај еден ларингит, каде што ја викаме таа една кучешка кашлица, така ја знаат родителите, значи сува кучешка кашлица. Па потоа кај тој бронхит, кога ќе се разлажни слузот, тогаш ние го тераме да кашла, за да го искашла, фактички секрет. Да испарли тоа. Да го испарли секрет. Да, што има. Да. Сепак родителите треба да си направат консултација со педијатар. Од прилика
колку време е дозволено детето да кашла, да речеме 3, 4, 5 дена, па да се направи паника или не се знае? Значи нема граница на тоа колку треба да кашла. Пак ќе се вратам на почетокот од вирусите. Значи постојат 200 типови на вируси. Ако детето денес е болно од вирус тип број 21, утре може да биде од вирус тип 50, значи по 3 дена. И така може да се случи да кашла подолго време, подолго и од 1 месец и подолго од 2 месеци. Ако претходно, че се знае кашлица подолга од 2 до 3 недели, треба да се бара причинителот. Ако не се изолира никаков причинител, се исклучи алергија и се исклучи, тогаш се работи за вирус. И ќе кашла. Се додека не се избори организмот, детето ќе кашла. Има една поговорка, вели, со антибиотик кашлаше 7 дена, ами без антибиотик кашлаше уште 7. Така, обично е. Така, ви благодарам на разговорот. И ете, повторно да кажам дека прекрасно е ова детско картче дека што сме асоцира на деца и од зависици, верувам дека барем ако не друго и шаренилото и убавината на децата им го олеснува прегледот. Многу важно, многу значи кога едно дете ќе влези насмеано кај мене и кога ќе излези насмеано. Се надевам дека ќе имаме многу топли насмевки. Така, и јас се надевам дека се повеќе насмеани деца ќе излегуваат од тука. Ви благодарам уште еднаш за разговор. Благодарам јас за поканата. Тоа беше разговорот во рамките на денешната попладневна програма. Останете и понатаму на фреквенцијата на телевизија Орбис. Ви благодарам за вниманието.